Растејќи во Монтереј, Мексико, Даниел Суарес имал големи страсти кон автомобилите, но како дете не ни сонувал дека ќе стане професионален возач на тркачки автомобили. Беше тешко, но тоа е она што го прави моето патување уште посладко, дека не беше лесно и се изборив да бидам професионален возач на тркачки автомобили. Татко ми во еден момент мораше да го продаде својот бизнис, да ја стави под хипотека куќата на мајка ми за да продолжи да ја поддржува мојата кариера кога имав 16 години. Откако стана врвен возач во Мексико, тој се пресели во САД во 2011 година, каде што се приклучи на програмата на NASCAR Drive. Неговата цел е да привлече малцински и женски поединци во спортот. Во 2022 година Суарес стана првиот возач роден во Мексико, која освоил престижната серија на купот NASCAR. NASCAR или Националната асоциација за трки со акционерски автомобили е формирана во САД во 1948 година по Втората светска војна како маркетинг алатка за американските производители на автомобили да продаваат автомобили. Од тогаш е и мотото "Победи во недела, продавај во понеделник". За меѓународната публика која е навикната да гледа Формула 1, каде што имате болиди кои во основа се следат еден по друг, го следат лидерот, трките со автомобили се блиски еден до друг. Тоа е спорт со контакт, како американскиот фудбал. Момците се тркаат навистина блиско еден до друг, а тоа надпреварување им се допаѓа на нашите навивачи. Оваа година, прославувајќи својата 75 годишнина, NASCAR изгради привремена тркачка патека долга 400 метри во мемориалниот колосеум во Лос Анџелес за предсезонскиот надпревар. NASCAR првично се тркаше со автомобили видени на улиците кои можеа да се купат во локалните дилери. Меѓутоа денес тие се тркаат со специјално дизајнирани возила наменети за патеката. Промените обично се на каросеријата. Возачите на NASCAR, кои некогаш биле претежно бели мажи, спортот сега активно регрутира обоени луѓе и жени, стремејќи се кон поголема и поразновидна база на фанови. Како и Суарес, Даланда Оендендо, родена во Франција, се приклучи на програмата Вози за различност на NASCAR како член на екипажот. На незиниот тим му е дозволено не повеќе од 9 секунди да менува гуми и да наполни резервоар со бензин за време на трката. Треба да вежбате одново и одново, бидејќи 1/10 од секундата прави огромна разлика, така што секоја секунда е важна. Мора да бидете и ориентирани кон деталите, да можете да работите под притисок. Таа вели дека работата во која доминираат мажи може да биде застрашувачка, но тоа го прави успехот уште поиспатлив. Даниел Суарес сака да види повеќе латиноамериканци да учествуваат во овој спорт. Мојата цел во спортот е да победувам на трки, да победувам на шампионати, но и да можам да се поврзам со мојот народ и да им дозволам да разберат дека вратите се отворени за сите латиноамериканци. И тоа не само како возачи, туку и како механичари, инженери, членови на екипажот, бидејќи има толку многу можности во оваа индустрија. Во 2019 година Суарес ја започнал програмата Пријателите на Даниел, за да ги привлече луѓето од латино заедницата на тркачките патеки.